Зборуваме за вистинскиот одговор и за она што треба да направите за да имате здрав и силен имун систем. Треба да го потенцирам фактот дека нашиот верен поддржувач Г132 плюс натурал и тоа како може да помогне при лекувањето или превенцијата на овие состојби и болести. Сите знаете дека Г132 плюс натурал е 5-компонентна јапонска формула за здрав живот која што е достапна во сите аптеки низ Република Македонија и да ве потсетам дека една 15-дневна терапија чини 1100 денари. Зборувајќи денеска за воспалнителните болести на цревата кај човекот, првенствено кроновата болест и уцерозниот колитис, имаме уште едно референтно лице со кое што ќе зборуваме од една страна за болестите, но од друга ќе ви укаже на тоа што значи да се биде човек кој што има одредено воспалително заболување на цревата. Деталите и се она што денеска ви го носи разговорот со гостинот ќе го откриете по првиот блок реклами. Г-Натурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Г-Натурал. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. 20 години боледувам од бело дробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г-Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г132 плюс натурал е мојот избор. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Највредните нешта во животот заслужуваат посебно внимание. Гинекомедика, Центар за инвитро оплодување. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. За воспалителните болести на цревата кај човекот, првенствено за уцерозниот колитис и кроновата болест, го посветуваме ова ново продолжение од Фактор здравје. Пред да го представам гостинот и деталите од денешниот разговор, сакам да споменам дека сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија се добродојдени на телефонскиот број 3236601 да контактираат со нас и да оствариме заедничка соработка во однос на презентирањето и информирање на македонската јавност во однос на проблематиката или состојбите или информациите кои што ги засегаат и кои што се во контекст на нашето мото "Мислете на себе". А денеска и ние повторно мислиме на вас преку споменатата тема и гостинот кој што токму во овој момент би сакал да ви го представам. Тој е господинот Игор Пармаковски, кој што е претседател на Македонската асоциација за кронова болест и уцерозен колитис. Добар ден, господине Пармаковски, и како сте вие денеска? Добар ден. Па добро, да речем со оглед на времето, ни се води, ни се тера, што викаме, бидејќи овие временски услови, искрено ви кажам, доста влијаат и на нашите состојби. Јас едва и се созеднав, мислам, со Вајлево за и да дојдам во емисија. Мене лично ми влијае. Значи, овие промени на време, вчера видовте како беше, пред 2 дена како беше. Значи, овие флуктуации или промени кои што се рапидни на температурите. Апсолутно. Јас не знам, јас тоа го чувствувам најмногу на притисокот, значи ми паѓа притисок и не можам да функционирам нормално. Денеска зборуваме за воспалителните процеси на дебелото црево или на цревата општо кај човекот со акцент на Сдруженијето, односно на Македонската асоциација на лица со кронова болест и уцерозен колитис, па пред конкретно да зборуваме за темата и што значат сите овие состојби и болести, кратко инфо или неколку поенти кои што се однесуваат на Македонската асоциација и која е целта на ова здружение?
Па добро, целта на здружението, како и сите здруженија, мислам, во Македонија, или невладини организации, ние пред се сме хуманитарно здружение, кое се залага за на некој начин, значи, остварување на права или поттикнување? Па да, поттикнување на институциите, значи подсетување дека ние постоиме, дека имаме одредени проблеми, односно колку што можеме да помогнеме во решавањето на проблемите. Значи самото здружение не може да ги реши проблемите во секој случај, значи мора да има соработка со институциите и се разбира, значи не треба тоа само да биде во една насока, треба и тие да соработуваат значи со нас. Ние веќе кога го спомнавме тоа, можам да кажам дека досега не можам да се пофалам со сите институции, дека здравствени, мислам, дека имавме одлична соработка. Меѓутоа некои работи така ги помрднавме од мртва точка, што би рекле. Најмногу се залагавме за ставање на некои лекови пред се, значи, бидејќи имавме застарена на некој начин терапија, да. И тие не дека не делуваат. Мислам да не бидам погрешно сватен, тие не се стари, туку тоа е терапија која се применува веќе, не знам, 15 години, можеби да не бидам овакво фаќан за збор, 20 години, но времето, значи технологијата, медицината оди напред и така натаму, имаме нови лекови и сега конкретно имаме нови современи лекови кои помагаат во решавање на компликациите кај конкретно кај кроновата болест, па и кај улцерозниот колитис. И ние сега се бориме тие да ги добиеме, ги имаме во Македонија, значи тие се регистрирани, сето тоа е регулирано, да, постојат. Меѓутоа, значи сега горливото прашање со фондот, значи треба да ги купи некој, односно да бидат нели на позитивна листа. Тие не се лекови, например, кои можат да бидат да се најдат во аптека. Значи тие мора да се примаат само во болница. Конкретно се работи за лекот Infliximab или Remicade, познат како Remicade, кој се користи само кај пациенти со значи заболени од кронова болест кои имаат фистули. Значи тоа додуше и лекарите ќе одлучат, можеби ќе го даваат и на пациенти кои немаат фистули, меѓутоа а се во потешка, значи состојба, помага, се покажа дека овој лек помага, но не е семоќен, односно и тоа се покажа дека например после година-две примање фистулите се повлекуваат, сето тоа ќе се санира и така натаму и после година-две пауза повторно се јавуваат фистули. Фистулите се ужасна работа, јас сум опериран 2 пати од фистула и искрено ви кажам, не знам, не дај Боже, значи тоа е не му го посакувам на никој од кој има кронова болест да му се деси тоа. Пред да зборуваме за вашето лично искуство, само сакав уште еден аспект во однос на Македонската асоциација на лица со кронова болест и улцерозен колитис, да потенцираме дека станува збор за две големи инфламаторни или воспалителни болести кои што се хронични и поделени, нели, од една страна кроновата болест, а од друга улцерозниот колитис. Ме интересира дали во вашето здружение може да членуваат само лица кои што ги имаат овие болести или отворено и за сите оние кои што нели сакаат само да соработуваат, да помогнат, да споделат некое искуство? Па добро, според правилникот ние така одлучивме тоа да бидат сепак лица кои се заболени од овие две диагнози и имаме таму во членот за членство значи и членови кои можат исто така, значи како вонредни членови или почесни членови кои можат се разбира да помагаат значи на здруженијето. Само на кратко, јас себе би веќе
не знам, можеби ќе ме прашавте и да, тоа, него јас јас што сакате да искажете. Да, например конкретно еве да кажам јас ќе си дозволам, ако не сум лекар, меѓутоа едно кратко објаснување за какви заболувања се работи. И што ги диференцира, односно разликува, бидејќи симптоматологијата многу често се поклопува и лекарите кои што биле гости со кои што вие сигурно соработувате, тоа го потврдиле. Многу е тешко да се разграничат. Апсолутно, точно. Значи се работи за доста специфични заболувања, хронични, воспалителни болести на цревата, кои единствено се диагностицираат со колоноскопија. И едната и другата. Значи симптомите да знаат сите, значи еве и гледачиве, дека симптоматологијата е доста неспецифична, да кажам, затоа што има многу заболувања кои ги даваат тие симптоми. Све може да биде, може и настинка да биде и така натаму. Меѓутоа, јас ова ќе го потенцирам. Доколку 3 месеци имате болки, она што викаме да ве тишти во десниот дел на стомакот, долу, и левиот дел на стомакот, значи, истовремено или не, на периоди? На периоди. И обично се јавува тоа, ги викаме спазми, ние, или грчеви, тоа е она боли, па ќе пушти, боли, па ќе пушти. Обавезно, 3 месеци, ако такво нешто му се случува на некого, обавезно да се јави кај специјалист. Значи, прво кај интернист, па после сигурно тој ќе го испрати кај гастроентерохепатолог. Значи, тука не се работи за никаква настинка, никаков вирус. Тоа настинка вирус поминува за 3 дена, значи пократко, многу брзо, да. Апсолутно, да, и да е некое и тровање и сето тоа поминува многу брзо. Правиме муабет за нешто посериозно, значи да не зборувам за и потешки болести, значи не де Боже кај некого можеби, не де Боже пак ќе речем ќе излези нешто друго. Во секој случај, значи 3 месеци доколку перзистира таква една непријатна болка која ве досадна, што би рекле, обавезно да се јават, значи кај специјалист. Иначе разликата меѓу двете болести е тоа што кај кроновата болест е посериозно заболување со повеќе компликации за разлика од улцерозниот колитис, и кроновата болест го зафаќа целиот цревен тракт, односно од устата па се до чварот, за разлика од улцерозниот колитис кој е само на дебелото црево. Дури се вели дека доколку во случај на компликација кај улцерозниот колитис, дебелото црево се вади цело и веќе нема болест. Значи, на некој начин нема улцерозен колитис, но јас ќе кажам дека тоа не значи дека ја нема причината. Тоа настанало од нешто, значи организмот си има некоја мака. Така да, и не се знае овие заболувања од што настануваат, како што спомнавте се спаѓаат во групата на автоимуни заболувања. Причината не е непозната. Или организмот сам против себе се бори. Да. Најпросто кажано или наједноставно. Да. Тоа имуниот систем, значи се го напаѓа сопственото ткиво од непозната природа. Значи, пак ќе речам, не се знае зошто тоа се случува, но тоа е тоа. Еве, сега има нешто, значи, нели некакви лекарства. Јас ќе спомнам тука и, значи, да не ја занемариме и алтернативната медицина. Да не се базираме само на хемијата, значи, тоа има успех. Основното. Да, има успех тука, значи, докажано е и така натаму. Но да не ја заборавиме и алтернативната медицина како додаток на конвенционалната, да обавезно пациентите да пијат чаеви, ги има во билната аптека на алкалоид и општо не само во таа аптека, него и него и по пазарите, само да земаат од како да речем, проверени места. Дури ако можат да се прошетаат в планина негде да соберат било каков чај, верувајте, е благопријатен за цревата.
Значи, јас не можам да конкретно да кажам кој чај. Има една мешавина која се користи, мислам која вака ја користат повеќето од нас. Тоа е ајдучка трева, коприва и невен. Има комбинацијата во билната аптека ви ја даваат готова. Тоа е едниот чај, после камилицата е добра, жалфијата е добра исто. Жалфијата е добра и за непријатни во устата. Да, и значи се она што како мешавина може да ја смири таа цревна флора или целиот гастроинтестинален тракт, бидејќи рековте кога станува збор за кроновата болест која што е посериозна во однос на улцерозниот колитис, зафатено е целото црево или целите од почеток до крај, додека кај улцерозниот колитис е крајниот дел или оној делот кој што е дебелото црево, да повелете? Да, дури може да се практикуваат и клизми, значи што би рекле перење на дебелото црево, исто така со чаеви, со овие чаеви, и стиве што ги спомнав, значи слободно можат само да не бидат многу јаки, значи по-лајт, што би рекле, полесни. Да се администрира, значи тоа позади се става. Тие што користеле знаат клизма, мислам што значи клизма. Да. И она што добро е да се сигурно јас и на практикува. почетокот се извинувам што ја прекинувам, кажав дека многу научни студии и клинички испитувања не само кај нас и во светски рамки потврдија дека исхраната исклучително има важна улога во однос на овие воспалителни процеси и затоа би сакал во вториот дел од емисијата повеќе да зборуваме. Ви благодарам за овој прв дел од денешното продолжение од Фактор здравје, а знаете по блокот реклами вообичаено вие нашата најверна Фактор здравје публика е таа која што има збор, односно ќе ги вклучиме и вашите јавувања доколку имате интерес да споделите лично искуство, прашате нешто или дадете свој коментар во однос на денешната тема која што е насловена воспалителни процеси или болести на цревото кај човекот. Заедно е подобро. Изберете VIP комбо пакет и добијте телевизија со најмногу HD канали, супер брз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно. Без предплата цело лето. Јавете се на 0800 787 87 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Г-Натурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Г-Натурал е мојот избор. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Г-Натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Г-Натурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Г-Натурал за долг и здрав живот. Понекогаш помислуваш кога светот би застанал барем за миг. Но светот не застанува. И затоа биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond со рум во 2 заводливи вкуса. Какао и млечна чоколада со кекс и забајонес од крцкава бела чоколада. Best Beyond. Чекор што менува се. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ.
користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ако од овој момент сте со Фактор здравје, ве потсетувам дека сте добродојдени и во продолжението на денешната емисија во која што зборуваме за воспалителни болести на цревата кај човекот или конкретно зборуваме за двете големи групи на хронични воспалителни болести, од една страна кроновата болест, а од друга улцерозниот колитис. И вие сте добродојдени да партиципирате и активно да учествувате и денеска, да оставите свој особен печат во Фактор здравје ако се јавите на еден од двата понудени телефонски броеви 6091-925 и 6091-924. Да подсетам дека денешен ваш предсе гостин во емисијата е господин Игор Пармаковски, кој што е председател на Македонската асоциација за кронова болест и улцерозен колитис, а доколку сакате да контактирате со ова здружение, можете да го најдете и на глобалната мрежа, конкретно на социјалната мрежа или социјалната мрежа Facebook, и тоа под името лица со кронова болест, така беше група на лица со кронова болест и улцерозен колитис. Благодарам за вашата помош и подсетување. А зборувајќи за овие две болести, кажавме и уште еднаш ќе потврдиме дека исхраната е она која што е основна и која што многу пати докажува дека и во превентивни цели и покрај медикаментозната терапија може да помогне или да ги намали симптомите на оваа болест. Што е она што вие може да го кажете од ваше лично искуство и со оглед на фактот дека во вашето здружение секојдневно комуницирате со лицата заболени со овие две болести? Па вака, конкретно околу исхраната, ќе подсетам, јас и на групата имам доста пати пишувано, дека нема правило, значи, што да јадеме, туку едноставно, во секој случај дека доколку се храниме здраво, тоа ќе влијае на моменталната состојба, да, апсолутно. Значи здраво, што подразбира тоа здраво, да се сега има, јас слушам дека се отварат продавници за органска храна и така натаму, значи што повеќе да се враќаме на корените, што би рекле, или јас ја викам храна од село. Непреработена термички сигурно. Да, поможно, значи тоа природно, непрскано, тоа е според мене здрава храна. Сега ние, значи, нашиве состојби само единствено што не дозволуваат секаков вид на храна. Или, едноставно кажано, секој од заболените ќе си одлучи што му одговара, што не му одговара. Значи, буквално не му е ништо забрането. Да, например, гледам некои доктори си дозволуваат да кажат, и апел до сите доктори, значи, да не им забрануваат на пациентите да јадат нешто. Значи, или веќе ако им кажат не го јади тоа, да им кажат зошто да не го јади тоа. Значи, во принцип ништо не е забрането. Но сигурно ако ви кажам дека јас јадам лута пиперка, феферони, лук и, значи, она се што кажуваат докторите, немој да го јадеш. Но сигурно во умерени количини, не се работи за умерени или неумерени, туку ако јас немам проблем од луто или нели пикантна храна, тогаш зошто да не ја јадам или било што друго. Значи секој пациент, секој заболен ќе си одлучи сам што ќе јаде.
Да го слушнеме, може ли имаме јавување на линија, го слушнете сигналот од режијата. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господине, ве слушаме. Гледам вашата емисија, ама не од почеток. Добро. И вашиот гостин спомна за фистула. Добро. Ако станува збор за врска помеѓу околината на раналниот отвор и дебелото црево. Добро. Спомна за некаков лек кој го зема во даден период, а после тоа спомна и дека бил опериран. Јас не ве слушнав, ќе ве замолам да повторите уште еднаш после фистулата, што рековте? Значи, вашиот гостин спомна за известен лек кој го примал во одреден период и од кој се имало подобрување на состојбата. После вече дека е бил опериран. Како начин на лечење, па дали може да ни го каже името на лекот? А тоа вие прашувате, добро. Вие кажавте дека ги опериравте. И дали има врска фистулата со овие две болести? Благодарам за вашето прашање. Ги споменавте фистулите кои што биле оперирани, кои што рековте се многу непријатна состојба. Вака, кај мене беше ентерокутана фистула, тоа е на предниот дел од стомакот. Сега јас нема да кажам, бидејќи не сум лекар, немам статистика кои фистули се почести, а иначе мислам дека пациентот има за себе зборуваше, мислам, дека има на кој начин се излекувавте? Конкретно кај него се перианални фистули или фистула, една ли е повеќе. Тие се малку понезгодни за оперирање. Дури и да се оперира, например, знам за пациенти кои се оперирале, па повторно им се јавува. Многу е местото непристапно, како да кажам, и самите хирурзи, мислам, тоа го кажуваат. Дури некои не се ни нафаќаат за интервенција. Да, за интервенција, баш поради таа причина зошто сега, мислам, ќе го измачи пациентот, а ќе му се јави после некој... А проблемот нема да се реши. Да. Така да, а ентерокутаните фистули се позгодни за отстранување, затоа што се е намегдан, што би рекле. Барем кај мене, не знам. Имавте вие таква среќа? Да, башка имав добра екипа, последно ме оперираше, например, професорот Јанкуловски, ќе искористам приликата да го поздравам. Имаше добра екипа собрано со пластичен хирург, бидејќи мене ми беше подкожно, тоа све е направено како швајцарско сирење, буквално. Не знам колку дупки имав на кожата и течеше од секаде. Значи, да не навлегувам во детали, не би сакал да ги гледачите да направи гледачот, да. Значи, конкретно во неговиот случај, најдобро е да прави, мислам, сигурно и му кажале, обавезно со хигиена, значи тоа перење, миење и така натаму, бидејќи се работи се наоѓаат на анусот, да. И чаеви исто со камилица. Меѓутоа не е тоа, знаете, можеби ќе му го смири местото привремено, ама не е тоа решението. Иначе лекот е инфликсимаб, е латинското име, или ремикаде. За жал, се уште не е на позитивната листа, односно на таа болничка позитивна листа, за да може да го не да го набави, тој мора да оди таму. Значи тој уствари мора да биде упатен од субспецијалист за тој лек конкретно. За да му биде ординиран. Не може тој да на своја рака или па се видите и на Јас се извинам, само уште едно јавување имаме, ако може да го слушнеме за да не ни се исклучи гледачот или гледачката. Повелете, добар ден до вас. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Повелете, јавете се. 6091925 и 6091924 е телефонскиот број на кој што јас, Илија Николовски и гостинот Игор Пармаковски ве очекуваме да се јавите. Ја споменавме исхраната, господине Пармаковски, и кажавте дека не би требало да се ограничува, односно нешто да се исклучува од храната, но што е она што исклучително многу треба да се во можеби поголеми количини внесува покрај она што е здрава храна или рековте непрскана храна која што е изворна или враќање кон корените како што вие се изразивте во претходната констатација. Јас само уште едно јавување, јас пак се извинувам во име на гледачката или гледачот. Добар ден до вас.
Ало, добар ден, господја. Добар ден. Одлично ве слушаме, Јас сакам да прашам нешто. Неколку пати ми се случува да ме боли стомакот од желудецот, а повише болките се на долниот дел и на десната страна доле. Се снимав компјутерски и не искочи ништо. Правев колоноскопија, имам цила на желудец, а кога се појавуваат тие болки, грчеви имам и пролив добивам. Добро. Ако сакат да ми каже нешто во врска со тоа, вашиот. Ви треба некоја информација или може некој совет да ја упатите? Па видете, значи бидејќи јас не сум лекар, меѓутоа ова мене, значи да не можам да си дозволам да одговорам, не смеам да одговорам на ова прашање, да не бидам погрешно сватен. Но сепак треба една консултација, сигурно да се закаже термин, господје. Сега, бидејќи има направено нешто, сепак и колоноскопија и компјутер, ништо не е најдено, значи можам само да кажам дека е исклучена можноста дека има некој од овие две заболувања. И најверојатно се работи, бидејќи спомна, ако добро слушнав, кила на желудник, нешто така. Мислам дека се е поврзано со тоа. Значи сепак консултација со сигурен сум дека е тоа во прашање, затоа што ако е долниот дел чист, односно нема никакви, значи диагноза не е поставена при колоноскопија и компјутерска томографија, тогаш јас би го поврзал ова со желудникот нешто. Можеби да е гастритис. Или некое воспаление таму. Оно што сакам уште да го потенцирам за крај на овој разговор, кој што не е помалку важно, е фактот дека лицата со улцерозен колитис, она како најстрашна компликација може да доведе до појава на рак на дебелото црево, дури до 10 пати се смета дека кај овие лица ризикот е поголем во однос на останатата популација. И само за крај мене ми се допадне, би сакал уште еднаш таа поента да ја симплифицираме или поедноставиме и повториме која е разликата помеѓу улцерозниот колитис и кроновата болест, во однос на онаа болка што рековте. 3 месеци ако континуирано нели се случува, не сакам јас да го кажувам тоа, сакам и вие како завршница на овој разговор. Значи разликата меѓу двете заболувања е дека улцерозниот колитис го зафаќа само дебелото црево, не де Боже. Ако има компликација, се прави операција, се вади или се вика панколитис во ептем тешка форма, се вади цело дебело црево и нема повеќе улцерозен колитис. Значи тоа и добро го прават кај нас овдека и хирурзите, мислам, но не значи дека причината можеби ќе избие на друго место, на друг орган, заболување. А кроновата болест е од устата па се до чмарот и најчесто во можеби 80% од случаевите се јавува во, каде што реков, значи во делот на каде што е слепото црево, спојот на танко со дебело црево, спој на танко со дебело црево, тука е и слепото црево, значи баш во тој дел се јавува тоа воспаление или оток, значи се стеснува цревото од внатрешната страна и е спречен протокот на храна, така да има болки и така натаму. Со колоноскопија тоа се диагностицира, се открива. Јас ви благодарам за овој разговор, бидејќи времето толку ни помина. Само со една реченица. Да, кажете за крај. Исто така, значи и како здружение, меѓутоа и повеќе здруженија, сега е доста актуелно маслото од канабис. Ќе го спомнам и тоа. Кој како умее и може, значи јавно ќе го кажам, илегално, легално, бидејќи ситуацијава кај нас гледате како е сега легализира, меѓутоа во неколку фази страница е отворена, можеби и овие болести ќе бидат ставени на таа листа, па ќе може и легално да се видете, значи кога ми кажа дека не сме, односно кога слушам. Јас ви благодарам, вести имаме во 16 часот, мораме да завршиме. Ви благодарам господине Пармаковски. Повторно ќе се видиме во некоја следна прилика од Фактор здравје, а благодарам и на вашата соработка и вниманието со кое што не следевте и ве поздравувам до утрешното ново продолжение од Фактор здравје. Пријатно.